Кај олдтајмерите ја има душата, значи возилото си има карактер. И по мирисот, и по материјалите кои се користеле, значи тогаш биле користени вистински материјали, значи кожата е кожа, хромот е хром, металот е метал. Тоа е моделот на Fiat од 67 година, 1967 година, Fiat 850, кој што е дел од пошироката фамилија. Тоа беше возило кое што го поседуваше мојот покајнчичко. По неговото заминување возилото го земав јас и практично доживеа комплетна реставрација, како што може да се види, со една интересна тематика Абарт, која што по мое знаење единствено можеби не само во Македонија, него и на Балканот во таа форма и во тој изглед. Неговата реставрација траеше некои си 3 години. Нели се вложи доста време, нормално средства, многу љубов, многу внимание. Колекцијата ми се возила претежно од 70-тите години, крајот на 60-тите, и сум голем фан на италијанските автомобили, така да поголемиот дел од колекцијата ми се италијански автомобили, но секако имам, да речеме, автомобили како Mercedes 350 SL кабриолет од 71 година, Karmann Ghia Volkswagen од 72 година. Многу интересни имам две возила јапонски возила на марката Datsun, што подоцна е настаната марката Nissan од истата. Тие се Datsun N10 Coupe, како модел на возило и марка веќе во целиот свет се останати не повеќе од 1 до 2 примерока. Така да јас сум сопственик на едно од тие возила. Ова е Fiat Spider Европа, 2000 кубни сантиметри, 79 година, дизајниран од познатиот автомобилски дизајнер Pininfarina, и според формата, дизајнот, концепцијата, според мене е едно од најубавите олдтајмер возила отворени, кабриолети, што е се уште, да кажеме, во граници на дофат на нормални луѓе, да може да си го дозволат, не чини баснословни 100, 200, 300 илјади евра, така да тоа беа некои од причините што токму сакав да бидам сопственик на едно од овие возила. Веќе интересот за возилото е нормално. Едноставно се зголемува, бидејќи младите генерации не ги помнат овие возила, и секогаш им интересно кога ќе помине некој интересен примерок кој што они го немаат видено, нели во таа форма и изглед како што е во моментов, со целиот тој хром, сјај и така натака. И се разбира, највеќе им привлекува им внимание на најмладите наши, на дечињата, бидејќи возилото е мало како форма, специфична изведба е и децата едноставно го обожаваат. Направивме првата федерација на историски возила во Македонија, така да нели почетоците датираат веќе пред 20 години. Во меѓувреме се направила десетина настани на тема на Gentleman's Ride па Gentleman's Drive. Се направила 2 настани Скопје Classic Day, на кои што сме многу горди, бидејќи тие настани тематски беа нели изложба на историски возила, да кажам по највисоки стандарди во однос на стандардите кои што се организираат тука во Македонија.
успеавме да најдеме една стара фотографија која е од почетокот на 60-тите години, на која е модел на возило Porsche 356 со германски таблици. Еден од учесниците на Bacchus Classic релито беше токму со таков модел Porsche 356, исто доаѓа од Германија, и ги додадовме сите елементи на истата улица, во истата позиција, направивме фотографијата идентична со таа од 60-тите, така да направивме убава паралела и покажавме дека Скопје треба да биде град каде што ќе поминуваат врвни настани, каде што ова ќе стане секојдневие, а не реткост што се случува еднаш во годината. Предизвик е во секој случај предизвик одржувањето, бидејќи се што треба, што не е вообичаено и што не може да се најде тука кај нас на нашиот пазар, треба да се донесе од странство, што малку ги комплицира работите, меѓутоа нели желбата и љубовта да биде остварено е поголема од сите бариери и тоа го успешно досега го премостувам. Голем дел од работите, посебно во механичкиот дел, сум доволно способен да ги обавам сам.